Криминални групи со години пустошат по викендиците, шталите и трлата во Дабничката околина и околу Вештачкото езеро кај Прилеп. Последниот ваков инцидент се случил у Тринава кога била ограбена и запалена шталата на Здравко Мазгаловски. Тој обвинува дека веќе втора година криминалците му го уништуваат имотот, а никој не сакал да преземе ништо, иако сите кражби ги имал пријавена во полиција. Поради тоа што не можел да ја издржи тортурата и уништувањето на имотот, пред 20 на дена ги продал сите 30 крави. А тие сите истите, значи од ромсково население, тие рамите што се, тие се 5 групи по 20 души. Ама власта не е моćна тоа да го среди. Не е среди, пречи дали шурува со олив, дали како праша, тоа не ни проблем си. Апел е до власта, ако има можност или ако има доблес пред се. А гледам нека има и можности се, ама доблес никаква постои. Нека дојде, нека види што е работата. Ако може да преземе, нека преземе, ако не, нека се донесе закон. Лично ние да откриеме до нешто. И другите собственици на викендиците во околината обвинуваат дека иако пријавувале во полиција, не се преземало ништо. Се крадело секојдневно, а некои од нив стравуваат и за својот живот. Никој ништо не презема никакви мерки. Вчера бевме в полиција, дадовме изјави, ни викат немаме коли, немаме не знам што глупости, не можеме да појдеме да побараме ако разберите нешто кажете ни. Па бараме да се преземе некаква мерка, нешто да се види нешто, ова не е можно вака, значи. Ова се градело, пари се вложило, за што е работава? Се знае кои се сторителите? Ромската националност. Друг никој. Што дозвола иде на трагата со колата, се гледа дека е дозвола. Истата трага овде дојде, Вие стравувате за тутунот? Па стравуваме за се. За стока, за се стравуваме. Еве, од ова шо? Нека појдам. Па и јас лично утре кај ме ќе го запала. Утре ќе дојде кај мене ќе го запала. Собствениците на овие објекти велат дека ако институциите не преземеле некакви реакции, тие ќе започнале правдата да ја земаат во своји раце.